Добре дојдовте на ново Едуино видео упатство. Јас сум Марија Петреска. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа креирани да го поддржат процесот на онлайн наставата. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Обработени ќе бидат алатките Tingling, Flipgrid, Padlet и Edpuzzle. Денешните упатства ќе бидат на тема како да претворите еден Word документ во интерактивен ресурс. Јас тука имам еден Word документ во кој што имам замислени активности и при нормални услови како ќе ги сработиме овие активности со учениците, значи имаме активност каде што учениците треба да опишат некои фотографии, потоа имаме активност за дискусија и на крај имаме една активност во која учениците прегледуваат едно видео и одговараат на прашања. Во нормални услови, заеднички ќе ги читаме инструкциите, ќе ги објасниме нејасните зборчиња, ќе опишуваме, ќе дискутираме, заеднички ќе го гледаме видеото и заеднички ќе одговараме на прашањата. Меѓутоа, она што јас сакам е да го споделам овој ресурс онлайн и учениците да можат сами да ги направат сите овие работи, значи сами да ги изработат сите активности кои што се замислени за еден час со физичко присуство. За тоа јас ќе им обезбедам на учениците на почеток еден аудио, значи аудио запис во кој што ќе стојат инструкциите. Понатаму, овие фотографии ќе им ги обезбедам во поголем формат, за да може подобро да ги видат и да ги опишат. Зборовите кои што треба да ги користат при опишување на фотографиите, им ги дообјаснувам, значи зборовите имаат некое си дообјаснување во вид на текст или имаат дообјаснување во вид на интерактивен речник во кој што ќе може да го прочитаат значењето на зборот и значењата на зборови слични и спротивни на нив. Оваа активност бараше од учениците да опишуваат, значи да ги опишат фотографиите и за таа цел јас им обезбедувам една платформа која што се вика Flipgrid, каде што учениците со кликање на record или снимај, копчето снимај, ќе можат да ги снимат нивните описи во вид на видео или во вид на аудио. Следната активност беше за дискусија, значи учениците треба да дискутираат на одредени прашања и за таа цел јас им обезбедувам друга платформа за дискусија, а тоа е Padlet. И на оваа платформа не само што ќе може да дискутираат со текст, туку учениците ќе може да снимат видео и да дискутираат на овие прашања или да снимат аудио и да дискутираат на овие прашања и со тоа им давам на учениците избор како да се изразат. И на крај, требаше да прегледаме едно видео и да одговориме на некои прашања. Јас на учениците им задавам едно видео кое што е поставено на Edpuzzle и тоа видео на одредени моменти застанува и им го поставува прашањето, учениците тука може да го вметнат својот одговор. Сега да научиме како, чекор по чекор, да го направиме овој ресурс. На почеток, за да можам да го вметнам овој документ на Tingling, значи на платформата каде што ќе го правам интерактивен, потребно е документот да го претворам во фотографија. За таа цел, најпрво ќе го зачувам овој документ како PDF и потоа ја користам страницата PDF to Image, каде што ќе го вметнам овој документ и ќе го претворам во фотографија. Како што гледате, веќе направив
фотографија. Сега одиме на Tingling. Но пред да ви ја представам алатката Tingling, сакам да ви дадам еден краток совет како полесно да се снаоѓате со било која нова алатка, а тоа е еден додаток на Google Chrome, кој што ќе го најдете на Chrome Web Store. Значи, ако отворите на Chrome Web Store, ќе може да си го ставите Google Translate како екстензија или како додаток и тој ќе ви се појави во овој дел. И тогаш, кога и да отворите некоја страница која што е на англиски јазик, ќе може да си ја преведете многу лесно на македонски. Значи, избирате Translate page, Translate to Macedonian и веќе страницата е преведена. Преводот не е фантастичен, меѓутоа може многу лесно да се снаоѓате и да изнаоѓате начини како да креирате било што во таа алатка. Сега, она што мене ми треба во моментот е да креирам нов ресурс, креирам, поставувам слика и сега потребно е да ја најдам фотографијата која што ја отворив и веднаш таа ми се отвора. Tingling е една стара алатка, но се уште многу корисна алатка со која што може една фотографија од 360 степени, видео или видео од 360 степени, да го линкувате со текст, аудио, фотографија, веб страна и било што може да си замислите, и затоа велам дека е една многу корисна алатка. Како што видовте претходно, ја вметнав фотографијата со моите активности во Tingling и она што ќе направам следно е ќе додавам линкови и ќе додавам материјали за да го направам овој ресурс интерактивен. Како додавам материјали? Значи, кликате Add Tag и да речеме, она што на почеток мене потребно е да им зададам на учениците аудио инструкции за тоа што треба да сторат во следниот ресурс. Одам во делот Add Text and Media и во тој дел ќе видите дека може да вметнете аудио. И веќе се снима. Значи, јас веќе им задавам аудио инструкции на учениците. Завршив и го вметнав. Она што може да направам е да ја сменам иконката со тоа што учениците би знаеле дека во тој дел има звук што треба да го преслушаат. И на тој начин креирав аудио инструкции. Следното нешто што сакам да го вметнам се овие фотографии, меѓутоа во малку поголеми, кога учениците ќе кликнат на таа фотографија, да може да ја видат поголема. Значи, повторно одиме во Add Tag, Add Text and Media и во делот Add Image and Video ќе можам да ги пронајдам фотографиите и да ги вметнам. Иконките секако ќе ги менувам секогаш, за да им покажам на учениците што сушност има тука. Да додадеме уште една фотографија, значи Image and Video и додавам уште една, ја менувам, иконката ја менувам. И бојата, и учениците ќе може, кога ќе кликнат на овој интерактивен елемент, да ја видат фотографијата во поголем формат. Следно нешто што сакам да им помогнам на учениците е да им ставам до објаснување на зборовите кои што треба да ги употребат за да направат еден опис. За таа цел, јас
ќе додадам ваков текст лейбл, значи додаток со текст. Зборуваме за зборот cozy, го наоѓам значењето на зборот cozy до објаснувањето на зборот cozy и го вметнувам. Текстот ја менувам иконката, ќе искористам книга за да знаат дека во тој дел има текст кој што ќе може да го прочитаат. Значи кога ќе се приближат кон таа иконка, ќе може да го прочитаат до објаснувањето на зборот. Меѓутоа, јас сакам и да им вметнам некој интерактивен речник, каде што ќе вметнам некој од зборовите, да речеме зборот welcoming, го пребарувам во овој визуелен речник. И како ќе го вметнам? Значи само го копирам овој линк, враќам во ThinkLink, додавам додаток и во овој дел избирам веб страна, го вметнувам линкот од веб страната и како што гледате, автоматски се вметнува таа веб страна и уште е интерактивна. Тука ќе ја сменам иконката за учениците да знаат дека има некоја информација која треба да ја прегледаат. Во првата активност се бара од учениците да ги опишат фотографиите со зададените зборови. За таа цел, јас треба да им поставам платформа на учениците на која што ќе може со видео и аудио да ги опишат следните фотографии. Затоа ќе користам Flipgrid. Flipgrid е една многу популарна апликација која што ви овозможува на многу лесен и едноставен начин да креирате една таква платформа на која што учениците само со притискање на копчето снимај ќе може да вметнат аудио и видео одговори. Сега ќе ви покажам како да се креира една таква платформа. За почеток, за да ни биде многу полесно, едноставно ќе ја преведам оваа страница и ќе може и сами да разберете што се правиме. За да креирам една таква тема, една таква платформа, едноставно избирам додај тема и веќе имам барања за работи кои што треба да ги потполнам. На почеток е наслов. Мојот наслов беше опиши ги фотографиите, значи ќе го копирам од овој документ. Опиши ги фотографиите, а потоа треба да ги напишам прашањата, односно зборовите со кои што учениците треба да опишуваат, за да имаат еден вид потсетник кога ќе ги опишуваат. Како што гледате, автоматски ми го преведе и текстот на англиски јазик кој што го вметнав во описот. Сега, она што следно може да додадете е видео опис, односно со видео да им зададете инструкции на учениците, меѓутоа јас овој простор ќе го искористам за вметнување фотографија, односно вметнување на тие фотографии кои што ми се потребни за да за учениците да ги опишат. И веднаш фотографијата ми се вметнува. Сега, битната работа за Flipgrid е како ќе го споделам. Постојат неколку начини на кои што може да го споделам. Една идеја е да се вметне во тој дел имејл адресата со која што учениците треба да се вклучат. Односно, мајмунче, па не знам како би била вашата училишна адреса, или таа тема да се сподели јавно. Јас сега ќе изберам дека сакам темата да ја споделам јавно. Понатаму, она што е битно и корисно е модерирање на темата, односно
Пред видеата да бидат пуштени, видливи за сите, значи описите на моите фотографии, пред да може да ги видат сите ученици, јас да може да ги модерирам, односно да ги прегледам и да ги одобрам. Следно што избирам е дека сакам учениците еден на друг да коментираат на своите видео одговори во вид на текст или во вид на видео и избирам, бидејќи 1 минута и 30 секунди се многу малку за да направат еден таков опис, им давам 2 минути време за да го изберат, за да го опишат тој ќе мора вака, ете така, за да го опишат, за да ги опишат фотографиите. Повторно ќе преведам за да ви биде полесно и создадете ја темата. Толку едноставно, веќе вашата тема е креирана. Она што ми треба е овој имбед код, меѓутоа ќе се вратам на тој дел. Она што сакам да ви покажам е како учениците ќе вметнуваат видео во оваа тема. Значи, како што гледате во овој дел го имаат насловот на темата, значи насловот на барањето, имаат опис, ја имаат фотографијата и во делот одговори едноставно кликаат почни да снимаш и веќе им се отвора видео. Значи учениците може да го снимат својот опис со видео или да изберат само микрофон и да го снимат својот опис како аудио запис. Она што е многу корисно е дополнително дека може да се вметнат текст од опис во овој дел и тоа да им биде еден вид потсетник додека го снимаат видеото. И сега се враќаме на она што требаше, а тоа е да ја споделиме оваа тема. Повторно ќе преведам за да ви биде полесно и да видите што споделувам. Значи едноставно избирам сподели и она што ми треба е овој имбед код, значи код за вметнување, да го копирам тој имбед код или да го копирам овој код кој што е зададен на Flipgrid. Се враќам на Thinklink и сега ќе го вметнам тој Flipgrid во темата. Опуштам линкот и како што гледате, значи овој Flipgrid, значи овој прашалник на кој што учениците ќе одговараат со видео и аудио, веднаш ми се вметнува во документот. Оно што ќе направам сега е ќе ставам прашалниче и тоа прашалниче ќе го направам малку поголемо од останатите, доколку можам, и малку, да речеме, повидливо, за да видат учениците каде треба да всушност да ги постават своите одговори. И следната активност вели дискутирајте на овие прашања. За таа цел јас треба да поставам една платформа каде што учениците многу едноставно, без да го напуштаат овој ресурс, ќе може да дискутираат на прашањата на кои што се зададени. За таа цел ќе користам Padlet. Padlet е една уште постара алатка која што ви овозможува на многу едноставен начин да направите една страница, една платформа каде што учениците ќе може да дискутираат и да вметнуваат аудио, видео, документи, било какви ресурси. На почеток да си ја преведеме страницата, за да видиме што всушност има на Padlet. Значи, да се направи Padlet, може да се придружите со линк на некој Padlet или може да ја прегледате галеријата со готов.
Она што нас ни треба е да искреираме еден Padlet. Доколку ја преведам и оваа страница, ќе видите какви видови на Padlet има. Значи има нешто како ѕид, нешто како платно, ѕид во смисла елементите кои што ќе се ставаат ќе бидат подредени на овој начин или доколку ставите платно елементите ќе бидат размешани на различни места. Ако се во вид на поток, тоа значи дека елементите ќе одат едно под друго или во вид на мрежа и така натаму. Она што е интересно се долните падлети што може да се креираат, а тоа е во вид на полица во која што имате колони, понатаму канал кој што ќе ви биде како нешто за комуникација и тоа е токму она што ние ќе го искористиме, или мапа на светот каде што учениците на одредени места на мапата ќе може да вметнат елементи или времеплов, односно содржините ќе може да ги вметнуваат по некоја си хоризонтална линија. Ние избираме канал кој што ќе биде за комуникација за учениците. И сега да го искреираме овој канал, насловот го менуваме. Се враќам во мојот документ и насловот беше дискутирајќи прашањата. Значи го вметнувам насловот дискутирајќи прашањата. Во описот ќе се обидам да ги вметнам прашањата. И може да ја изменам позадината, да изберам некоја друга боја, да речеме. И веќе да го креирам својот канал. Она што е најубаво за Padlet е што учениците многу едноставно може да вметнат текст, меѓутоа покрај текст може да снимат видео, значи многу едноставно, веднаш почнува да се снима и тоа да го вметнат во нивната дискусија. И со тоа, јас на учениците им давам можност, повеќе можности како да се изразат. Значи, дали да се изразат со текст, дали со видео или аудио. Многу едноставно, веќе снимам аудио запис, го зачувувам и го вметнувам. На тој начин учениците ќе дискутираат на зададените прашања и секој ќе има да избере како сака да дискутира, значи дали низ текст, дали со видео или со аудио. Она што е потребно сега е овој Padlet кој што го креирав да го вметнам во интерактивниот документ кој што го креирав. Потребен ми е овој embed код кој што ќе го соберам. Се извинувам. Значи го собирам тој embed код, треба само копи и веднаш се копира и го вметнувам во делот каде што се вметнуваат содржини. И како што гледате, веднаш ми се вметна тој Padlet, дури и со елементите кои што ги ставив. Ќе ја сменам иконката во нешто кое што ќе го привлече вниманието на учениците и ќе им покаже дека постои нешто што е битно, значи простор каде што треба да дискутираат. И последната активност, прегледај едно видео и одговори на прашањата. Она што јас ќе им поставам на овој ресурс на учениците е едно видео кое што ќе запре на одредени моменти и ќе им постави прашања и учениците внатре во видеото ќе може да одговорат на тие прашања. За таа цел ќе користам една алатка која се вика Edpuzzle
Edpuzzle е една многу стара алатка која што ви овозможува на многу едноставен начин од било кое YouTube видео или ваше видео да креирате интерактивно видео со додавање на прашања и други елементи. На почеток ќе ја преведам оваа страница за да ви биде многу поедноставно. Значи, како што гледате, може да додавате содржини, да гледате вашите содржини и така натаму. Она што нас не треба е сега да избереме YouTube и во пребарувачот на YouTube да го вметнам видеото кое што ми е потребно. Значи го копирам линкот, во пребарувачот на YouTube го вметнувам и веднаш ми се отвора. Како што гледате, веднаш ми ги преведе работите кои што може да ги направам со Edpuzzle. Значи, може да го пресечам ова видео. Да речеме, долго е и ќе го пресечам до тука. Океј, заврши. И веќе го пресеков. Или може да вметнам глас преку видеото, односно може да си го снимам својот глас преку видеото и на крај, она што е битно за нас е да вметнуваме прашања низ видеото. И сега видеото ќе го пуштам и ќе го запрам на одредено место и ќе поставам прашање. Моето прво прашање беше, значи, кој е овој човек? Се враќам, го вметнувам прашањето и го зачувам. Продолжува видеото. Следното прашање беше, што е хиге? Копирам, се враќам, повторно го вметнувам прашањето и зачувувам. И доволно се две прашања. И како што гледате, видеото застанува на некои моменти и ги поставува прашањето. Учениците може да го вметнат одговорот и да може да одговорат на тие прашања. И сега да се вратам и да го споделам. Одам во споделување, потребен ми е овој embed линк, го копирам и се враќам во Think Link и во просторот каде што треба да го вметнам видеото, го вметнувам овој линк и како што гледате, автоматски ми се отвори тоа видео со двете прашања кои што ги искреиравме. Ќе променам и ќе ставам нешто како камера, за да знаат учениците дека тука е видеото. И со тоа завршив и го креирав мојот ресурс. Кликам Done и веќе го имам тој ресурс. Значи ги имаме сите елементи, аудио, текстот, визуелниот речник, понатаму фотографиите, го имам просторот за дискусија со Padlet, како што гледате. Заборавивме на Flipgrid, значи просторот за опишување со Flipgrid. И на крај го имам видеото на кое што учениците ќе одговараат на прашање. Сега треба да го споделам овој ресурс. Значи, избирам Share и можам да го споделам линкот директно во Teams. Значи, кога избирате Publish to Social, ќе ви излезе Teams. Ако кликнам тука, ќе ми се отвори мојот Teams и може да изберам каде, во кој тип и во кој канал ќе го вметнам овој ресурс. Значи, избирам моје одделение, домашни задачи, во тимот
кој што сум го нарекла моје одделение, во каналот за домашни задачи го поделувам овој ресурс.